Од утрово, 2 линковски вклучувања од Скопје, 5 од дописните центри од градовите во Македонија, но имаме уште еден од дописниот центар од Франција. Таму се наоѓа колегата Тони Гламчевски, со кој што разговараме на многу теми по кои се зборува Франција изминативе денови. Тони, добро утро. Добро утро, Кристина. Добро утро, почитувани гледачи на македонската телевизија. Имам неколку различни теми на кои што сакам да продискутираме и сите актуелни од изминативе неколку денови. Ќе започнеме од она што е најново, последно и најактуелно. Македонија, слушам дека многу се зборуваше вчера во Франција, бидејќи со мечот против Франција, всушност го отворивме Европското првенство во ракомет 2024. Резултатот, имајќи предвид со каков ракометен гигант игравме и не беше така лош. 10 разлика, 39-29. Навистина, вчера Македонија беше на устите на сите француски новинари, без разлика дали станува за спортските редакции или пак за опишуваниот печат, со многу пофални зборови. Јас го следев на преварот на француската телевизија Бин ТВ, канал кој што е специализиран за спортски настани, со многу пофални зборови за новата селекција на Кирил Лазаров, кој што остави добар печаток и за неговото играње овде во Франција, па дури и со подсетување на славното минато на македонскиот ракомет со Вардара и сега со Перистер, подсетувајќи дури во далечната 1988 година, посебно за нас, за битолчени, кога Перистер играше за титулата со Металопластика и фамозната тепачка на ракометниот терен во спортската сала во младост во Битоло, подсетувајќи коментаторите дека да се патува во Македонија и во Битола е навистина предизвик за сите ракометари, бидејќи публиката е многу жешка, многу љубители на ракометот и со многу пофални зборови, како што реков, за нашата селекција, бидејќи на преворот да траеше 20 минути, сигурно ќе ги победе французите. Значи, има уште многу да се работи, како што рече самиот Лазаров, на физичката подготвеност на нашите ракометари и сигурно дека ќе можеме да ривализираме и со најголемите светски ракометни сили, како што е Франција. Зашто многу се зборуваше изминативе 2 дена, што не изненади како информација, беше оставката на премиерката Елизабет Борн. На нејзино место 34 годишниот Габриел Атал, најмладиот премиер во модерната француска историја, кој што според податоците кои што има можност да ги прочитам, да речам, во текот на вчерашниот ден, го надмине и социјалистот Лоран Фабиус, кој имаше само 37 години, чинам, кога беше именуван од Франсуа Митеран во 1984 година. И сега, какви се реакциите на француската јавност на новиот премиер? Реакциите се доста позитивни кај поголемиот број од француската јавност, што е можеби за поздравување. На некој начин најмладиот француски претседател Емануел Макрон именуван најмлад француски премиер. Самиот Атал рече дека тоа е вистинско дело на самиот Макрон, бидејќи започна својата политичка кариера заедно со председателот Макрон во таа 2017 година, кога беше првиот портпарол на Републиката во движење, првото движење на францускиот претседател. После тоа влегува во француската влада во 2018, станува портпарол на владата меѓу 2020 и 2022, потоа се престолува во Министерството за финансии. Од јули минатата година беше и министер за образование, едно од можеби најклучните места во една француска влада, така да стана во француската јавност популарен и доста интересен имидж, посебно во гостувањето во француските телевизиски емисии, дебатни емисии, но сепак тоа што тој бе деклариран хомосексуалец не најде на добар прием, да речем, еден дел од француската јавност и блогосферата, кај на социјалните мрежи, каде што веднаш е забележано од обсерваторијата на ксенофобијата и расизмот и антисемитизмот, дека има антисемитски и хомофобски изјави што се на негова сметка. Неговото назначување не е ни изненадување, бидејќи Макрон, како што видовме и во францускиот печат, е всушност негово дело и дури во Хуманите имаше наслов дека тој е клон, значи дека е клониран како истински клон, па во Монт имаше министер за одбрана, министер за финансии и така натаму. Сите беа прикажани со сликата со карикатура на Макрон, или пак во Либерасион на насловната страница беше ставен
атално со текстот Макрон за премиер. Значи, Макрон е всушност тој кој што ја презеде и премиерската функција на некој начин според дел од нашите француски колеги. Кога го подготвувавме разговорот вчера, Кристина, јас рекол дека еден од најголемите противници на владеачкото мнозинство во Франција во моментов е националниот собир или националниот фронт поранешен на Марин Ле Пен, но во олицетворение на еден нов друг млад политичар кој што има само 28 години, тоа е Бардела, Джордан Бардела, кој што е можеби еден од во моментов најпопуларниот француски политичар, кој се наоѓа на 30-тото место на 50-те најпознати француски личности, омилени личности според журнал Димон. Така да, Макрон сакаше да речам со делегирање да воспостави повторно дуел со Ле Пен, но овој пат меѓу Атал и Бардела во пресвет на престојните европски избори кои што се закажани за јуни оваа година. Атал што туку седна на премиерското столче, за него ќе дискутираме и анализираме во периодот кој што престои. Уште една тема сакам да отвориме во Македонија наутро. Често на шега, кога станува збор за Македонија, знаеме да кажеме, кога станува збор поточно за снегот, дека не изненадува. Првото паѓање на снегот вообичаено ги изненадува јавните служби, но ако сме отворени и искрени, ќе кажеме дека и вас ви изненади изминативе денови, поточно француските власти. Снегот кој што падна на југозападот на Париз направи сериозни блокади во сообраќајот, се угласи и министерот за транспорт Климан Бон на социјалните мрежи, кој што повика на неголема предпазливост и воедно изјави дека е мобилизирана целата механизација за расчистување на снегот. Како е во моментов состојбата со снежните врнежи? Околу Париз, парискиот регион, ситуацијата се нормализира во уште истиот ден, иако во текот на ноќта беа забележани не ова мината ноќ, него предминатата ноќ околу Париз беа забележани колони од над 200 километри поради затворање на автопатиштата. Не беше само снегот, туку беше исто голом мразицата и замрзнатиот дожд кој што паѓаше и веднаш се замрзнуваше. Но тоа е често случај во овој дел на Франција, да речем на југозападниот дел на Франција, и мал снег кој ги изненадува екипите кои што ги одржуваат патиштата, што не е случај да речем со Алпите, каде што некој пат знае да падне повеќе од половина метро снег во текот на ноќта, но патиштата па и пристапите до зимските центри се секогаш отворени. Изутринава се забележани доста ниски температури во Франција. Студениот вран значи се уште е присутен, во Париз бе измерени -2 степени изутринава, но најстудено е во Колмар, на истокот од Франција, со -10 и во Нанси со -8, а снежниот вран се движи кон југот на Франција, поточно кон центарот на Франција, масивниот централниот масив, под Клермон-Феран, каде што имаше исто така блокирани автомобилисти ноќеска заради паднатиот снег. А интересно да кажам дека во Бастија и на Медитеранот температурите, значи на Корзика се 11 степени изутринава, значи ако сакате да види потопло, одете на Корзика. И не можеме да не прашам за оно што мене најмногу ме изненади, да речам, изминативе денови, кога треба да се патува вообичаено за Франција, знаеме дека за разлика од било која друга европска дестинација, треба да одвоиме малку повеќе од буџетот, бидејќи навистина е поскапа, но со стартот на новата година и туристичките такси порасна, престојот е поскапен за двојно во пресрет на Олимписките игри. Она што ме интересира, нели сметаат властите дека ова ќе влијае на бројот на туристи кои што ќе дојдат во Франција? Се поставува прашањето, веќе започна да се поставува прашањето дека навистина им е страв на туристичките работници, бидејќи можеби ќе дојдат гостите кои што имаат резервирано и купено билети за Олимписките игри, кои што исто така не беа многу ефтини и посебно за французите. Се стравува дека редовните туристи кои што доаѓаат редовно во посета на туристичките атракции на Париз нема да дојдат ова лето и ќе останат само гостите што се на Олимписките игри. Самите паризјани се незадоволни и тие што живеат во Ил-де-Франс, значи парискиот регион, бидејќи па дури цените на транспортот се зголемија за двојно повеќе од двојно повеќе, така една карта за метрото сега ќе кошта само 4 евра, значи односно не се малку тоа 4 евра, велат дека може да тие што можат да ги купат пред време картите ќе биде добро, но сите не можат да купат пред време карти. И тоа се и другиот проблем е исто така зголемувањето на цените на влезниците во музеите во Франција. Лувр картата се зголеми од 15 евра на 22 евра, што е многу, бидејќи во Франција самиот закон вели дека
пристапот до музеите треба да биде достапен за најголемата, најширокиот дел од публиката. Така да представува голем проблем, а се поставува и прашањето дали за време на Олимписките игри во Франција ќе има социјални немири, бидејќи Франција е позната како земја на штрайковите, на протестите. За сега нема најави, но полицијата веќе демонстрираше вчера и закажа црн ден за 18 јануари, бидејќи знаат дека ќе бидат силно мобилизирани. Пак ќе дискутираме во периодот кој што престои. Да, те имаме таму и добро е што можеме да ги имаме сите информации на дланка. Како и да е, ние у нас закажано кафе заедничко дека ќе го пиеме во Париз, веројатно ќе го одложиме за извесен период, имајќи ги предвид цените, па кога ќе си дојдеш овде, убаво ќе си седнеме во Скопје и ќе се напиеме на раат. Или во Битола, ве поканувам. Може, или во Битола, апсолутно. Бидејќи сигурно дека ќе има доста авионски линии кон Париз и кон Франција за време на Олимписките игри, сигурно дека има можност да се посетат други места во Франција, не е само Париз. Благодарам, Тони, за вклучувањето во Македонија на утро и неновите информации од Франција.